Пред што било друго да кажам, ќе се надоврзам на една многу мудра мисла, поврзана токму за овој настан, а тоа е јас светот го разбирам како поле за културен надпревар помеѓу народите. И ќе додадам, Елена Лука го разбира светот како поле за културно доживување и сплатување на народите. Вечерва сум во ателието на Елена Лука, јас и господја Елена Лука сме заедно и ја прославуваме кинеската традиција и култура заедно со македонската традиција и култура. Господја Лука, како дојдовте на идеја да го споите овој настан Кина и Македонија? Ви благодарам многу што бевте дел од овој преубав настан. Сепак тоа беше едно попладне, значи не вечер. Почнавме во 16 часот. Еве привршуваме веќе со настанот до 19. Навистина мислам дека беше преубаво дружење. Претпоставам ви се допадна. Како поминавте? Никогаш подобро пубаво на моден настан, искрено да ви кажам. Реакциите на гостите гледав дека се прекрасни, сите придоа да се пофалат. Мислам дека имаше одлична енергија и разменивме многу модни искуства. Меѓутоа, како дојде идејата? Амбасадорката на Кина на нејзино обарање, значи таа ме побара, разговаравме пред некое време и навистина имаше голема желба да се запознаеме лично и воедно, ако може да направиме еден таков настан, моден, меѓутоа и културен, за две култури би кажала, за две традиции со многу длабоки корени, со еден силен идентитет, тоа е македонската и кинеската култура, со особена почит кон убавото, кон естетиката, кон рачните изработки и нивно развивање, кон символиката, кон специфични орнаменти. И сметав дека тоа е одличен настан каде што можеме да направиме спој на тие две силни култури и навистина мислам дека направивме полн погодок. Исклучителна чест и задоволство ми беше што овдека имав одлични гости кои што дојдоа вечерва од амбасадата на Народна република Кина, меѓутоа и од други амбасади, како и представници од други институции, па и од општини, мои пријателки, од бизнис и од секаде, квалитетни жени. И мислам дека направивме навистина една голема вредност на дружба, каде што продефилира на сцена повеќе кинески модели. Ние бевме домакини на 3 кинески исклучително добри дизајнерки, кои што настапија со своји креации, меѓутоа и со свој накид. И честа наша беше исто голема, затоа што во склоп на самата ревија продефилираа 5 македонски модели, исклучително интересни со рачна изработка, кои што сметавме дека во оваа прилика треба да ги покажеме и повеќе да символизираат едно обединување на две култури представени на иста сцена. И навистина сум пресрекна, мислам дека ова е таков настан од прв вид во Македонија. Одамна не се случило такво нешто. Затоа кажав воодушевен сум, бидејќи никогаш не се случило досега. Па добро, да, ги изложивме нивните модели, освен што ги покажавме на моделки на сцена, ги изложивме и во самото ателие на Елена Лука, тука сте и гости во ателието на Елена Лука. Разговаравме многу за моделите што кинеските дизајнери ги изработиле, за накитот, за конструкцијата, за квалитетните материјали, имаат многу убава свила, многу убави рачни изработки. Нашите гости можеа да прашуваат на разни теми поврзано со нивното творештво и креациите. И навистина им благодарам на сите што беа тука денес со нас, да прославиме убавината на различностите, затоа што пак ние како тим, како Елена Лука, секогаш сме мислеле дека е модата еден диалог помеѓу различни култури, народи, различни визии, емоции. И мислам дека вече го покажавме тоа и затоа такви настани за нас се многу битни и секогаш ќе ги поддржиме. Знаете што ми кажаа повеќето од гостите? Ми рекоа, односно од дизајнерите, ми рекоа дека ја простудирале македонската традиционална облека и дека е многу слична со кинеската, посебно вика златниот конец, односно срмата. А срмата е доста застапена во Елена Лука. И ми е драго што е така и вие почитувате македонската традиција и работите по тој терк. Да се представи македонската традиција, меѓутоа во едно современо светло, кое што е многу тешко, морам да признам. Навистина е многу тешко. Сега баш со таа делегација на Кина и со амбасадорката заедно, меѓутоа и една од дизајнерките
и уште една госпоѓа представник, едната од нив е председател на Стопанска комора на Кина за текстилен кластер. И сега во понеделник, вторник, после овој настан ќе имаме работна средба во ателието на Елена Лука и ќе одиме после на некој заеднички ручек и ќе дискутираме доста на таа тема какви соработки можеме да направиме Кина со Македонија. Убаво сте го приметиле тоа дека многу ги сакам елементите на нашиот фолклор и ги користам во модата. Кој може да го препознае тоа, кој не. Меѓутоа, ние навистина имаме проблем со работење на некои дезени, ткаенини кои што се инспирирани од македонскиот фолклор, меѓутоа имаме проблем каде да ги произведеме. Точно една од точките ќе ми биде таа со делегацијата на Кина и представниците од текстилниот кластер. Добар дел од нив имаат и своји фабрики за производство. Веќе начелно дискутиравме, значи ние можеме да изработиме таму, се надевам, ќе ги договориме тие детали, убави, квалитетни материјали, со различни дезени кои што ќе бидат наши инспирација, тоа ќе бидат наши дезени, оригинали на Елена Лука кои што ќе се произведуваат таму и се надевам дека ќе направиме успешна соработка. Така да, ова дружење вечерва на повеќе нивоа може да биде многу успешно и да си помогнеме како две култури во секој смисол, меѓутоа и на бизнис план да направиме одредена соработка. Без суета, вие се одлучивте вечерва да дадете почит на кинеската култура и традиција, сте облечени токму во духот на кинеската традиција. Мене ме интересира што значи ова што го носите. Мене ми изгледа на императорска облека. Да. Добра, мене ми е драго дека им се допадна овој фустан кој што навистина е инспириран од нивната традиција. Лично го работев, затоа што станува збор за еден брокат кој што го имав нарачано од подамна, мислев секако да го правам во некој во таков смисол. И навистина го искористив да го изработам моделот сега за овој настан, затоа што птицата како нивни символ и комплетниот дизајн на материјалот е инспирација од кинеската традиција. И сметам дека успеавме да погодиме целта и сметам дека амбасадорката и нејзиниот тим навистина заслужија да им дадеме внимание и да чуеме што имаат да кажат и модно и како нивни лайфстайл. Тие тука презентираа начин на изработка и ритуали, на правење на чај, зборуваа за цвеќето, за нивни прави вредности. Овдека имаме изложени во ателието свечени одежди кои што се стари 300 години, кои што еве госпоѓата од Стопанската комора ги облекуваше на мене и живеат со таа идеја дека ако ги допрете ќе ви донесат среќа. Навистина многу очувани, задржани од музеи донесени парчиња од Кина кои што достојно овдека ги представија и вредеа внимание. Ја гледавме изведбата, преубави некои одежди кои што навистина мислам дека заслужуваа комплетен фокус од страна на нашата македонска публика, па и да се едуцираме малку и да размениме мислења, а па воедно и ние ја презентиравме нашата колекција дел, ги видеа нашите костими кои што се изработени од брокати со дизајнирани копчиња, беа воодушевени од нашата изведба, верувајте, ние по ништо не заостануваме и работиме и доста кастам, има со што да се пофалиме, имаме луксузни колекции. Ке ве прекинам малце токму за колекцијата. Јас прв пат ја гледам, ја немам досега видена оваа колекција, веројатно нешто ново се спрема и ја немам стварно, навистина ја немам видена. Меѓутоа што презентиравте вие? Видов дека е рачна изработка, видов дека е висока мода, меѓутоа ева вие. Што ќе ми кажете? Јас се надевам дека добри фотографии направија вечерва, имавме добри екипи фотографии и камермани и дека целата ревија ја проследивте, е запишана. Многу ми е битно да видам како ќе изгледаат моделите на моделките. Навистина тоа се нови креации, меѓутоа и на прашањата на кинеските дизајнери кои што пак тие ги поставуваа на нашите дизајнери, на мене лично, колку колекции работиме годишно. Јас не можам да кажам дека ние работиме сезонски колекции, затоа што имаме многу линии. Знаете веќе, значи од кежуал до венчаници работиме луксузни, кастам колку работиме рачни изработки. Ама пак вечерва видовте на сцена 5 модели кои што се од последните изведби што Елена Лука ги работи, ама пак многу од моделите се и во Дубај, кои што веќе се таму и се продаваат. Поделени се моделите, ама имаме и овде навистина за нашите клиенти секојаш уникати, кои што знаат да почитуваат рачна работа, квалитетна изведба, квалитетен материјал и се наши редовни клиенти.
Така да многу ми значи ако ви се допадне тоа што го видовте и се надевам брзо ќе имаме супер материјал од фотографии да види македонската јавност какви модели беа тие на сцената и навистина заслужуваат внимание.